капиталци од областа на новинарството, 20-та правите фантастични проекти, впрочем затоа сте и на една од најгледаните телевизии во Македонија, нешто зашто би биле таму. Некојаш и добро да има дебата. Некојаш може би е добро да се го кажете ова, вака па ќе седите, ќе спиете кафе, па ќе продолжите одново, ќе се ресетирате. Да согласно, но само да нема потреба од навреди. Во крајна линија, ако имате нешто лично си кажете, седнете во 4 очи, нема потреба ја да ве слушам, уште помалку да слушат на радио. Уште пред 20 години јас сум расчистил дека во медиумите нема ништо лично. Посебно телевизискиот бизнес е шоу бизнес, нели? Тука нема ништо лично. Надам се расчистил дека си јавна личност и дека си подложена на секакви критики. Видите, господин Мирчевски, ако тоа некој не го расчистил, треба да оди у манастир да биде монах или честна сестра. Значи во нашиот шоу бизнес понекогаш и намерно правите дебати кои се остри, се привлекува внимание. Гледате, ние можеме да разговараме за дебатата Заев и Латас на Сител телевизија. Ваква било, онаква била, меѓутоа 2 недели се дебатираше околу тоа интервју. Мислам дека е малку 2 недели. Да, се дебатираше подолго време. Тоа е телевизија. Кој тоа не го разбира, не разбира есенцијата и суштината на телевизијата. Дека дали си поборник на тоа дека и информативните програми на телевизиите се шоу бизнес во некоја рака? Например, јас можам да зборам од своја перцепција за себе. За себе, да. Значи јас имам конкуренција со најсилните адути играчи на Сител телевизија. Тоа се турските серии. Значи, вие сакате, неките мора да направите нешто, можеби преку црвената линија, за да донесете повеќе глед. Не, мислам, дали свесно го правиш? Во овој период не. Значи, во овој период не. Веќе немам потреба, добри се бројките, но пример можеби кој би бил, ајде да речеме на телевизија кој ти овозможува прайм тајм полесно да доаѓаш до тие бројки од 120, 130, 150 илјади луѓе, можеби не би го снимал Голубојч, например. Еве. Меѓутоа се појави интересен, публиката го бараше, имаше тогаш реални шоуа, например. Знаете, вие може да правите 5, 6, 7 емисии, но ако публиката ви бара една, таа ви е редовна, ви е верна, и вие треба да се одолжите на некој начин, правите нешто можеби што не би го направиле во некоја друга ситуација. Ајде се вратиме сега, ќе ти направам аналогија на ова што го зборуваше сега и она што го зборуваше со Миленко, поради тоа што гледам дека си сериозен професионалец и дека те интересираат бројки. Претпоставам дека си еден од оние луѓе кои што веруваш на бројките, односно за малку не е одбраната од магистратурата, односно не сум се појавил на магистратура по статистика. Да? Да, на економски факултет. И јас всушност сметам дека и политиката, и новинарството, и сите тие области нели што може да бидат измерливи се во основа бројка. Кога сме кај политиката, сегашните бројки кои што флуктуираат во јавноста околу рейтинзите на политичките партии, ти како човек кој што си огромен број години во македонската новинарска сфера, што излекуваш заклучок? Се реални, не се реални? Во сите анализи што се прават сега околу изборите, треба да појдете од бројките од првиот круг на Ѓорги Иванов и на Стео Пендаровски. Добро. Тоа е некоја есенцијална почетна позиција од кај што мора да се тргне. Поштите председателски избори. Бидејќи тогаш се правеше една фама од страна на СДСМ дека се сигурни победници, дека Ѓорги Иванов е прегазан, дека Стео Пендаровски е новото лице и разликата беше некаде 120.000 гласови. Немаше албански кандидат, имаше од другата страна. Кога е само околу условно речено македонските гласачи, тоа е сериозна разлика? Со тоа што беше нели кандидатот на Гром. Да. Кој освои некаде околу 40.000. Сериозна разлика? Глас. 120.000? 120.000 гласови е сериозна разлика во секоја држава. Во секоја држава, не само не само Македонија, па навиме Буш победи на првиот мандат или победи во првиот мандат, иако Ал Гор имаше повеќе гласови од Буш, меѓутоа врз база на тие нивни нели мерења да имат некои специјални начин да имат посебни држави кои што носат повеќе освои помалце гласови, но врз база на нели тие некои нивни специфики победи на изборите. Видите сега за да можеме ние да направиме точна математика по Донтов модел, по кои бројки и така натаму, мораме да видиме во 6 изборни единици кои ќе бидат носители. Како ќе бидат составени листите. И што ќе биде направено. Сега ова се уште е на ниво на една изборна единица, значи никој не мери на ниво на 6 изборни единици и тоа дава различни перцепции. Например, тројката е бастион на ВМРО ДПМН. Значи ова разлика која е сега се појава тама ќе биде поголема во корист на ВМРО ДПМН. Зошто? Ќе видиме например како Куманово и втората изборна единица со диво населје ќе реагира. Не се уште ги нееме тие да речеме кои луѓе ќе се, дали се да само ќе оди со Оливер Спасовски, дали ќе оди со Ременска. Тоа се сосема различни работи. Например, првата изборна единица СДСМ со Стео Пендаровски имаше добар изборен резултат, што го преслика и на парламентарните избори. 8-7 ако не се лажам беше. Ќе видиме сега што ќе се случи првата изборна единица. Кој ќе трча за едните, кој ќе трча за другите. И така натаму и така натаму. И тоа е спецификата на Донтови
имаме многу чудна политичка ситуација, кај што меѓународната заедница е поприлично влезена во целиот тој процес. Знаете, ние постојано прашање дали Македонија може да организира избори, клучното прашање дали меѓународната заедница е способна да организира избори, бидејќи гарант за избори на 5 јуни сега меѓународната заедница. Тоа го рече Миленко. Да. Не го слушам. Да, тој го рече. Да. И сега ние имаме на ситуација која треба да видиме како ќе се одраза сите тие ефекти на меѓународната заедница. Во моментот по бројките тоа не се одразува. Став претпоставам на меѓународна заедница да намали разликата помеѓу двата доминантни политички субјекти. А што би бил ќарот на меѓународната заедница да ја намали разликата? Па секој што насака, знаете, за да биде меѓународната заедница силна, тогаш треба да биде флуктуирачка политичката конјунктура. Замислите меѓународна заедница во Русија на Путин. И тоа не е прашање само на оружје. Знаете, Русија имаше оружје време на Елцин. Па колку беше силна, да речеме, таа меѓународна заедница таму. Значи, секоја држава која што има една поприлично нестабилна влада, широки владини коалиции и така натаму, е многу полесен плен за било која меѓународна заедница. Знаете, не треба меѓународната да сваќаме кој некој наш голем душман или непријател. Правиме одредени анализи за конкретните 15 месеци. Така. Нашиот пат е кон ЕУ и кон НАТО, тоа го има дефинирано народот, на референдумот и после референдумот. Можеме да се откажеме од тоа, но тоа треба да биде верифицирано на избори. Може да излезе политичка партија да рече ние не сакаме да влеземе во НАТО и ЕУ, или да излезе со некоја кампања како што има Сиризија во Грција. И ако они добијат легитимитет на изборите, тогаш тоа треба да се вреднува да се почитува. Видите, не смее само да се оди против волјата на народот. Го прашав истото прашање Миленко и тебе, ќе те прашам твое лично гледање, ќе има ли избори на 5 јуни? Ке е страм да нема. Страм за кого? Страм за меѓународната заедница. Пресезани, така? Да. Видите, Груевски сака да оде на избори. Зоран Заев сака да нема избори. Кој имате така две диаметрално... Ова е дефинитивно твое гледање како така се... Иако двете страни се спремат за избори. Ја гледам дека и другата страна се спрема. Има средби со бизнисмени. Предпоставам дека ќе излезат низ градовите, да, со сериозно количество на пари ќе излезат, мислам, нови избори. Значи двете страни се спремат за избори. Зошто не би сакале да се избори? Па видите, прави тензија во општеството. Секојаш латентна тензија? Да, латентна тензија, нервозни ги прави. Ајде да речеме кохезијата внатре во владачката партија намалува, ги прави несигурни и така натаму. Ја прави несигурна бизнес заедницата. Нормално е тоа. Видите, дали вие ко се разведувате, купувате машина за перење? Не. Гледате, не сум се разводила. Не, ама мислам еве теоретски или не знам кога време на криза дали ќе се дозволите дојте на одмор од 2000 евра или којте на одмор од 500 евра. Природно е дека во услови на тензија и на нервоза се стегат. Па дури во услови на стрес се стегат крвните садови. Значи организмот реагира на стрес со стегање на крвните садови. Истото се однесува еден организам, а тоа е државата. Во услови на криза таа почнува да се стега, значи не се дозволува да биде поофанзивна или било што. Го слушнав, ме интересира твој коментар пред 2 или 3 дена изјава на Иво Орав, кој што досега беше доста шкрц на изјави и доста беше, да не речам, ригиден по тие прашања и беше човек кој што и во Канал 5 кога дојдовме, кога разговаравме околу условите за 24 април за изборите, мислам дека му се чувствуваше во гласот и во држењето дека не се они баш многу за 24, ако не се исполни се by the book, нели тоа, условите. Пред 2 или 3 дена видов една изјава каде што беше речиси многу прецизен и сигурен дека на избори мора да се оди. Рече дека остануваат уште да се завршат работите со ДИК. Прашањата со некој му ги постави прашањата околу медиумите, рече таа работа е веќе завршена, малтене во некоја рака, се подпиша кодекс на регулација, тука сте вие новинарите, знаете како се работи. Мислиш дека Европската унија исто така ќе го вложи целиот свој интегритет и капитал за да се случат изборите на пет? Значи, а Иво Орав сака да има кариера. Значи, он е дипломат од кариера. Тој веќе има кариера. Или амбасадор е, за разлика од Ван Хојте, кој не е дипломат од кариера. А Иво Орав не се појави ни... Чуден е ликот на Ван Хојте, мора да бидем... А Иво Орав не се појави ни на изјавата на американскиот амбасадор со кој се пролонгира изборите. Со објаснување дека има неодложни работи во Брисел. Да, беше неговиот заменик, Лукас, мислам сега дешко. Но, знаете, може ми ги редови да гледаме. Може би не сакал да биде тука. Бејќи тоа беше еден од клучните настани во нивната дипломатска кариера. Вие одлагате избори во една суверена држава. И меѓународната заедница. Сакаш да кажеш дека ти тоа баш не помина туку така преку таа ситуација? Па не само што не помина овој, него вие гледате наредниот ден американскиот амбасадор имаше 4 интервјуа, вклучително на наша телевизија. Значи
ТВ Нова, порталот, ако не се лажам. Да, кога броиш тоа? Значи на 4, току што може да видам. Значи 10-15 дена после тоа доаѓа новиот булдожер на американската администрација, господинот Хојтхи, кој има средба со вас како 5 годички. Само со нас? Да. Од медиумите? Да, тоа беше ваша голема победа. Но исто така и знак дека американците разбара каде ја промашија работата. Медиумите, клучните медиуми во рамки на Република Македонија, на мускули ја избутка целата оваа работа. Бидејќи знаете, не може за медиуми да разговара некој кој од телевизија се разбира само да земи далечинско и да уклучи програма. Не се качува во телевизија, не ни помнал покритува. Дури ги гледате сега најавите. Не треба да има рекламирање, треба да има субвенционирање. Ајде прифатиме субвенционирање. Кој добија повеќе субвенции? Тој што има 50 хектари или тој што има 2 хектари? Нормално е ка телевизиите кои имаат поголема гледаност, имаат поголем рекламен кораж, тоа што го разговаравме. Нормално. Пред 20 минути во на жестока дебата. Тоа беше да. Убава дебата. Да, вина зашто па мислам малце мора да се каже и да се направи интересно. Имаш ли комуникација со партиите? Ме интересира како новинар. Бараат ли да се среднат со тоа? Зашто знаеш партиите сакаат да имаат комуникација, да го чуат пулсот на новинарите? Видите, дали верувате дека јас не сум бил член на Сојуз на комунисти на Македонија? Не знаем, не гледам зашто би требало да бидеш. Значи, јас како новинар немам лични пријателства меѓу политичари. И тоа го практицирам 20 години. Бидејќи кога ќе седне некој карше... Да, но знаеш дека постојано на вас новинарите ви се припишува, особено во последните години, дека имате наклонување кон една или кон друга страна. Господин Мирчевски, кога гласате на избори? Секој си гласа. Сепак сте субјективен. Така е. Значи, борбата кај нас новинарите е како тој субјективизам да го ставиме под контрола. Так. Затоа јас повеќе сакам да дебатирам не за објективност, туку за професионализам. Значи, професионализам е не вие да сте 100% објективен, туку вашиот субјективизам да го ставите под контрола. Да не може вашите субјективни ставови, мисли, размислувања да ги пласирате гледачите и да глумите политичка структура. Ако сакате да бидете политичка структура, бујрум направите политичка партија. Па ќе видиме колку граѓаните ќе ве гласат. Така. Лично твоја проценка, ако можеш да ми кажеш во бројки, ако се случат избори, јас се надевам дека навистина ќе ги има на 5 јуни. Колку може да очекуваме места, сит, што би кажале англичаните, за едната и за другата партија, од македонскиот корпус? Значи, вие се треба да дефинирате, ајде да речеме легени или контингенти гласови од кај што може да добијат едните и кај што може да добијат другите. Појдува на позиција ќе бидат претходните избори. Значи секој аналитичар кој прави одреден анализ... Секој што го прави, така? Нормално, знаете, видите, вие не дека мора да појдите. Така. Вие гледате дека сега се проверуваат некаде 75 до 85.000 на теренските овие проверки гласови, ако се тргаше со бројки од 500.000. На крај ќе се покаже дека е некоја занемарлива бројка. Која може да има влијание врз кредибилитетот на законскиот процес, но не врз кредибилитетот на изборните бројки. Так. Но реално све што е направено спротивно на законот треба да биде санкционирано и тука да немаме никаква како што секаде во светот. Никаква дилема. Значи со бомбите би требало опозицијата да има добар резултат во прва изборна единица. Очекувам дека власта поради диво населје ќе има добар резултат во втора изборна единица. Очекувам дека власта ќе има добар резултат во трета изборна единица. Четврта изборна единица е тешка за... Која четврта кажа? Четврта е Струмица Прилеп, таа е тешка за работа, бидејќи е поделена на 3 дела. Има се поголема. Сега таму има дополнителен елемент, девејќи Катица Јанева е од Гевгелија, нели? Па ќе има како гевгеличани и целата таа околина ќе реагира. Веќе знаете, некоја знаат и локал патриотски да делуваат, например, кога дојде... Ти си гевгелиски зет, нели? Да. Така. Се доживуваш такво, да? Па видите, Гевгелија по мене е еден од трите најперспективни градови во Република Македонија, бидејќи е на пола пат помеѓу... Одиш често во Гевгелија? Да, апсолутно, еднаш месечно сигурно. Каква е перцепцијата на гевгеличани за нивната локал патриотка Катица Јанева, ако може? Они ја знаат. А не ја знаат? Не, они ја знаат. А ја знаат? Да, апсолутно. Нема потреба на некаква специјална перцепција. Они ја знаат. Видите, кога ќе слушате нивните приказни, вие дознавате многу работи. И јас сум склон на мислењето дека она е тамо бидејќи треба да го испрофаниса целиот процес. Сакате политичка проценка да направам искрено? Да. Да не биде проблематично. Нема ништо проблематично. Што мојата проценка е дека ќе се случи чадора да го излече Верушевски надвор од Република Македонија и би бил многу несреќен поради тоа. Значи бил многу несреќен поради тоа. Да. И ќе сметам дека тој човек еднаш мора да одговара. Затоа што го има направено и 2001 година и сега.
И мислам дека ова сега фокусирање на Чавушот значи терен за извлекување на вирушевски надвор од Република Македонија. Во рамки на СДСМ ќе победи третиот председател на партијата, значи не Заев, не вториот кој го нема уште најдено, а за третиот веќе не можеме да разговараме. Тоа не мора да се случи за 5 или 10 години, тоа може да се случи многу побрзо, веќе не треба да забораваме дека има многу брзи локални избори, кои што треба да се случат на пролет идната година, може законот да се смени, да се случат есен оваа година. Така. Би било политички логично, ако ВМРО победи со убава разлика нови избори, да направи многу брзи локални избори, кај што ќе го дотолчи противникот. Значи, пак ми избегна да ми ги кажеш бројките. Ми ги направи анализи значи најпесимистичките бројки. За кого најпесимистички? За ВМРО ДПМН се 10 до 12 пратеници разлика. Пак во бројки отприлike би кажале 52-40 отприлike нешто. Ке броите пута 7,5 пута 8.000 гласачи. Значи 52-40, помеѓу 50-40, 52-40, така? Или повеќе? Едината дилема ми е Стево Јакимовски дали ќе се појави сам или ќе се појави во коалиција. Стево Јакимовски тежи 30 до 40.000 гласови, ќе тежи и многу повеќе ако не истрчаше на председателски избори минатата година со кандидатот, господинот Поповски. Ако беа само парламентарните избори, мислам дека Јакимовски минатата година ќе тежеше меѓу 50-60.000, тоа беа бројките кои ги покажуваа. Други политички субјекти нема кои можат да направат коалиционен потенцијал не на на другата страна. Лиле Поповска, Павле Тренов тежат многу малку овој временски период, нешто многу нема да одземат од ВМРО ДПМН, дури без малку тоа ќе се статистички грешки, бидејќи најголем дел од локалните играчи веќе имаат поминато во редовите на ВМРО ДПМН, сега ќе има кога ќе донесе Стево Пендаровски. Значи ВМРО покажа дека во најтешки политички ситуации, тоа беше 2011 година, и ја телевизија у полна кондиција, Бранко Церенковски со на широка коалиција може да освои 440.000 гласови. Тоа е респектабилна бројка. Кога ќе поделите со 8.000 гласови за еден пратенички мандат, плюс скоро 60. Плюс тоа скоро 60 пратеници. Плюс тоа сега се овие 2 или 3 од диаспората, зависи или како тоа ќе биде испарцелизирано, тоа се сериозни бројки. Посебно што ќе албанците во 5-та и во 6-та изборна единица сега ќе паднат бројките по Донтов модел, пошто ќе има најмалку 3 коалиции. Значи тоа ќе предизвика пат ке нивните. Видите, нивните гласови ги делите. Едно е кој ги делите, затоа Дуи излага и вели дека треба да има 2 политички партии за да не се делат албанските гласови. Васко, морам да прекинам тука. Викат крај на емисијата. Бидна. Ти благодарам многу за гостувањето, пак ќе те викнам. Па, со задоволство. Ама ќе викнам сам. Да, ќе микне сам, бидејќи ние се знаеме 25 години, така уште на времето кодевме на одмор во Несебар, Бугарија. Така. И ќе те викнам пак сам, не вака, пошто гледаш. Па не е лошо некој што... Не е лошо, добро е за разгибавање што викаат србите, но ќе го оставиме сепак наредниот пат да биде сам по сам да изиграме. Те благодарам уште еднаш, ќе ти посекам уште поголем успеси со твојата емисија на Канал 5 телевизија. Јас сум Иван Семричевски, ова беше НЗС со ИСМ на РСМ, денеска е 26 март 2016, ова е Трговското радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Останете ми со здравје. Пријатно. НЗС со ИСМ на РСМ. НЗС со Иван С. Мирчевски. Реклами. Време е за нешто убаво, само ти посакај. Време е за нешто природно, време е за чај. Good Nature. Полн филџан природа. Алкалоид Скопје. 13555. Такси Буги Кавадарци. Такси која нема да ви изневери. Такси Буги. Со професионализам, квалитет на услугите и испорака низ целата земја, се трудиме да допреме до секој клиент. Со нашите брендови Осам, Шнајдер, Вито, Грума, Комел и други се стремиме да ги донесеме светските технички достигнувања, квалитетот и безбедноста во вашите домови и работни места. Елинг. 25 години со вас. Посетете го